25.000 лица во државата живеат со епилепсија. Од нив 80% се работоспособни. Но за жал, социолошкиот момент како и поддршката од институциите и работодавачите се уште е на многу ниско ниво, појаснува Дејан Бунтевски, претседател на Сдруженијето Епилепсија Македонија. Според него, лицата со епилепсија се стигматизирани како од општеството, така и од работодавачите. Претежно лицата со епилепсија во Македонија се дискриминирани, се соочуваат со проблеми при вработување. Да напоменам дека 80% од лицата со епилепсија може да се вбројат во онаа група на работоспособни лица. Останатите 20% за жал се лица кои што не ги имаат нападите ставено под контрола и нив му е потребна особена грижа. Ние подеднакво ќе ги штитиме интересите и на овие 80% и на останатата група од 20% инвалидизирани лица со епилепсија. Во Македонија не постои соодветна категоризација според видот и степенот на епилепсијата и нападите. Лицата со епилептични напади не се водат како инвалидизирани лица, што е пречка за добивање и на ортопедски помагала. Семејствата се принудени преку социјалните мрежи и невладини странски организации да дојдат до инвалидски колички. Согласно закон, лицата со епилепсија не се лица со инвалидитет, па према тоа и не му следуваат. Ние, во соработка со некои други слични организации набавуваме одреден вид на ортопедско помагало во случајов количка, како би му излегле во престрет на семејствата кои што имаат ваква потреба. Епилепсијата е болест што не се лекува. Таа може да исчезне, но и повторно да се јави во текот на животот.